На прагот е пролетта, а со незиното пристигнување се очекува нов бран бегалци од Блискиот Исток. Бран кој сите го очекуваат, но со големи стравови. Стравовите од ескалација на ситуацијата со приближување на економските мигранти кон рутата на Балканот и нивниот тек. Како истиот ќе биде стопиран, речи си е невозможно, тврди чешкиот министер за внатрешни работи Милан Хованец, кој денеска беше на јужната граница. Pro nás je zásadní oddělit uprchlíky. За нас е основно да се одделат економските мигранти од останатите бегалци и да им се укаже на економските мигранти дека единствен пристап до Европската унија ќе имаат преку дипломатско-конзуларните представништва во нивните сопствени земји. Ако тоа не успее, совладувањето на мигрантскиот тек ќе биде скоро невозможно. Вишеградската група го припрема планот Б, кој значи директна заштита на земјите од рутата и на Македонија. Нашата земја мора да ги почитува одлуките на Европската унија, како конкретно треба да го контролираме текот на рутата и спроведуваме хуман третман на бегалците од сите завојувани земји. Паралелно со ова, потпомогнати од безбедносните сили на Европа, заедно успешно да делуваме кон контролирање и спречување на илегалните премини, а со тоа и сигурна безбедност на државата. Нормално е дека со подобрување на временските услови ќе се зголемува и бројот на мигранти, затоа треба да бидеме свесни сите ние и да преку взаемна координација која што треба да имаме со сите од Грција па се понатаму, да имаме јасна и прецизна одлука и на Европската унија како да постапуваме. Министрите за внатрешни работи на Македонија и Чешка денеска беа во посета на македонско-грчката граница, како и прифатниот центар Вино Југ. На средбата беше заклучено дека мора организирано да се постапува со цел систематско делување по однос на целата бегалска криза. Во Македонија во моментов има 27 чешки полицајци, кои по нивното заминување на почетокот на март се очекува да пристигне нова група полицајци, кои заедно со македонските безбедносни сили ќе се грижат за безбедноста на јужната гранична линија, како и спречување на илегалните премини од страна на економските мигранти, кои во последно време стануваат се побројни.